Ти благодарам, Исо. Ти благодарам што завршивме со убава вест за крај на вестите од светот. А ние продолжуваме натаму со отворената утринска програма, која што ја нарековме информација точна на времена, ТН, ако сакате поинакво, само за вас. Одиме со нашата следна гостинка, или овој блок, последниот блок од утринската на телевизија Нова, го заокружуваме со културни случувања. Повеќе културни случувања ќе бидат дел од овој викенд, заедно со денешниот ден, па затоа ќе се обидеме збор 2 за секој од нив. Добар ден веќе вие, така? Добар ден. Да. Да, добар ден за Снежана Коневска-Руси. Вие сте организатор на фестивалот за пантомима и физички театар, кој што оваа година има јубилеј, славите 10 години. Точно така. Се сеќавам, го употребувам овој збор доста често, или честичката ке, се сеќавам. И едноставно, кога ќе го погледнам плакатот, кој што првата година беше само единица, а веќе доживувам да има уште една нула до него. И, значи, сум сведок и на 10-тиот фестивал на физички, на пантомима и физички театар. Благодарение на нашите, што велам, продуценти, Трајче Георгиев и Снежка, како зачетници, како родители на нашата рожба, а потоа во придружба и на сите наши останати поддржатели, како што е Дарко Спасов, кој што е драматург и едноставно соработник и помагател на сето ова изданија. Така. Кога го планиравте 10-тиот, нели, јубилеен, и сега очекуваме сите ние, можеби, дека треба да биде тој поинаков, малку поинаков од останатите фестивали, или барем во уметничката програма, да не изненадите со уште некоја представа повеќе. Дали особено се подготвуваше ова и, нели, кој беше ентузијазмот, кој беше, еве, за вас некој што треба да се донесе, вие би сакале да дојде тука на сцената на... Знаете што, Трајче Георгиев е многу скромна човече, скромна личност, кој што не се фали, дури ние не ни бевме свесни дека стасовме до 10-ка, ами едноставно секоја година нудеше еден куп изданија, представи, перформанси од различни земји, тој ги селектираше, ги избираше и секогаш нудеше по една, што велиме, нитка во целото тоа. Дали тоа ќе биде насочено кон физичкиот театар, дали ќе биде насочено кон буто театар, кон уличниот театар, значи сите можни видови на пантомима. Така што и гледачите, па и ние самите, имавме можност да се запознаваме со најразличните видови на пантомимски театар. Така и оваа година Дарко Спасов ја откри жицата на Трајче, дека нудејќи ги овие представи, од многуте понудени 50-тина за ова издание, одбра едни такви представи каде што ја имаме нитката на комедија. А и самиот Трајче како актер, така едноставно говори, а внатре ќе откриете дека е многу духовит човек. И како режисер, исто така е многу мек, но ќе откриете навистина дека ја бара баш духовитата страна на се. Па едноставно, покрај сите тажни вести, тој успева да не насмее, да не нахрани, да ни влее надеж и едноставно да ја продолжи својата работа. Може ли да кажеме збор 2 за секоја од представите и да им кажеме на гледачите што треба да следат и кога да се на малата сцена на Македонскиот народен театар? Така, јас ќе изразам благодарност, значи, на Македонскиот народен театар, кој што и оваа година е домакин и со нас заедно, нели, соработник на ова издание на 10-тото, инаку театарот пантомимата се селеше и во Македонската опера и балет, и во театар комедија, и во драмскиот театар, но неколку години наназад се стационира во Македонскиот народен театар. Каде што е местото, веројатно? Па, секојаш се бара според представите. Секојаш изискуваат представите од пантомимски карактер да бидат во црната кутија. Затоа, веројатно, стариот театар, театар Центар, беше најможеби адекватен, но овој пат малата сцена на Македонскиот народен театар е токму таа за да бидат представени овие дела. Јас само не ги откривам содржините, само што ќе кажеме дека и овој пат има многу наши пријатели, не заради пријателството дојдени, ами напротив, заради формата која ја одржуваат и негуваат, така што ќе ги видиме повторно наши соработници од Бугарија, од Романија, веројатно најчестите, но сега овој пат имаме и од Германија, и од Франција, и затоа ги поканувам сите заинтересирани, па и оние што можеби за прв пат ќе го гледаат тоа, да бидат присутни. Представите почнуваат секогаш од 19:30, првата и четвртата вечер, а втората и третата се по две представи, едната од 19:30, а втората од 21:30. Што е она што вам ви е волшебно во пантомимата и физичкиот театар?
Во ова време или не време, што велам, каде сите се борат за својот идентитет, посебно Снежка, за својот јазик и за својот идентитет, навистина е раритетно да се откажете од јазикот и да го употребите движењето за да ги покажете и докажете своите мисли и да се доближите до најмалата, што велиме, популација или и до најстарата. Велиме дека пантомимата е најстариот занает или најстарата уметност. Некој ќе ви каже дека е постмодерна или модерна, но таа е стара колку диносаурусите, а нова како што е квалитетот, односно концептот на еден индивидуалист кој што настапува. Не му треба ништо друго, освен кутија сцена, еден гледач и тој сам. И ќе постигне се. Тој ќе каже се, ќе покаже се, а нема да каже ни збор. Да. Така што и Трајче со една своја монодрама Човекот, тој го прави баш видливо она невидливото, тоа што го мисли. Да. Колку е тешко да се биде таму? Па мислам дека е веројатно најтешко. Ние сите се криеме зад зборовите. Денеска во форма на слобода говориме се и се што, не мериме колку и што ќе кажеме. И кому, веќе да не говорам, но затоа пантомимата е најточниот израз и најточната сценска форма. Нема да се криете зад зборови, телото покажува се, имате разум, срце и движења. Нозате, вистината е секогаш велиме во нозете како актери, и тука ќе откриете што се ви носи телото или индивидуата. Да. Успеавте ли низ овие 10 години да им покажете на македонците и воопшто сите оние кои што можеби беа тука на пропатување, па посакаа да видат и што е она што се случува на Панфест, дека треба да имаме да создадеме и некаква навика на носење на, не знам, и после Панфест да се случуваат представи во кои што ќе има пантомима и физички театар. Зошто не и да создаваме такви? Веројатно и тоа треба да се создава. 10 години се можеби многу години за да тапкаме се вели во место, а самата пантомима покажува дека треба да се оди напред. Енергијата од тебе, од мене, да се пренесува на новите генерации и така натаму. Благодарност до Министерството за култура, што веќе од вториот Панфиз го поддржува со минимални средства. Градот Скопје исто така со минимални средства го поддржува. И покрај овие светски вести, ние со Панфиз влегуваме во светската карта на сите фестивали на пантомима. Обидите на Трајче и натаму продолжуваат да се внесе тоа и во Академијата, како што е тоа во Бугарија и во другите земји. Се надевам дека ќе ја издржи таа борба, поддршката ја има од нас, од Дарко и од мене. Така што се надевам дека и тоа ќе профункционира, како што следат и другите, нели, и Музичката академија повторно бара своји наставници, професори и по актерство, затоа што гледате каде оди светот. Мюзиклот е веќе идната форма, пантомимата е уште по висока форма и така натаму. Само треба да се посветите и да ја пратите пораката до светот. Се надам дека ќе се сетите на ред представи кои што вам ви оставиле вака на вистина голем впечаток, големо внимание. Но постои ли некоја, еве неколку спомнитени, постои ли некоја која особено ве така ве трогнала? Мене веројатно најмногу една представа од Грција, која што и доби награда, затоа што тоа беше спој на физички театар и на пантомима. Јас сум таков човек што сакам многу движења. Тие баш ме погодија и емоционално и баш и оној дел што го сакам да го гледам. Така што нив ги апострофирам. А имам многу, сите се врвни мајстори, може само да се одушевувате. И едноставно велам во овој свет една Македонија најмала влезе не само да биде полиглот, нели како што децата ги учиме на еден куп јазици, ами напротив да биде космополит. Затоа сум горда ете на овие наши дела, на овој наш Панфиз. Кога никој доаѓа со вас да гледа пантомима или физички театар, што се прашањата на оние кои што можеби не знаат ништо за оваа форма на театар? Точно така. Дали мислите дека децата знаат кога се запознаваат едни со други? Како општат? Дали разговараат тие? Не. Пантомимата и физичкиот театар е... Точно тоа е првиот јазик нивен. Така што најмалите, ако мојот внук веќе посакал да дојде, да гледа, за мене е тоа показател дека и најмладата популација сме ја допреле. А се радувам што и училиштето, интернат е тоа, нели, Партенија Зогревски, каде што престојуваат глувонеми деца, исто така се занимаваат со овој тип. И Снежка преку Сдруженијето
Свет на различни а еднакви, соработува со нив, учествуваат на тој меѓународен драмски фестивал Игри без маска, така што и тие секогаш се вклучени барем во гледањето на овој тип представи и потоа и тие создаваат свој во текот на целата година со нивната менторка Викторија Волак. А Трајче, како режисер, морам да го апострофирам, затоа што во Врање соработува со една екипа, исто така глувонеми личности, со различна возраст, не само деца. Сестри беше едно, да? Таа е во театарот професионален, а ова е и со центарот, каде што соработува долги години наназад, значи со лица со посебни потреби, се вели тоа, каде што глувонемите личности, од најмала до највозрастна возраст, едноставно ја следат неговата режисерска идеја и создаваат представа која што ќе биде гостин и на годинашниот фестивал, како и досега. И шетаат и низ цела Македонија, значи се барани, се вели тоа. Супер, да. А кој ќе добие наградата, она награда која што стандардно се доделува? Така, ние имаме и жири. Јас жирито нема да го откријам. Јас од тие не сум многу транспарентна во тој однос, ами напротив, сметам дека треба да останат така во тајност. И на самите вечери ќе го искажеме и нивното име. Тие ќе одберат која од тие представи е за нивниот вкус најдобра и што е тоа што е постигнато. И наградата, како и секоја година досега, е од семејството Пацови. Тие се по потекло од Бугарија, живеат веќе во Швајцарија долги години, така што тие повторно се носители на наградата. Тие ќе предадат на годинашниот добитник на наградата. Супер. Ке ни кажете што ќе гледаме? Ајде, да. Пак не сакам да откријам малку. Ајде да провоцираме. Морам да кажам дека веќе првиот ден во сабота во 18:30 часот ќе направиме промоцијата на монографијата. Така, Тодор Кузманов и Трајче Георгиев се автори и соработници на ова издание, во кое се документирани сите представи, сите изведби и сите добитници на наградите со наши соработници и поддржувачи на овој фестивал. Така што тој дел нема да трае долго, да, за да бидеме поинтересни. Веднаш ќе се пренесеме во малата сцена и ќе го видиме, значи, изданието на нашиот пријател Герасим Дишлиев, кој што е представник од Франција, со неговата представа Не на своето место. Не е случајно избран тој наслов. Гледате по потекло од каде живее долги години. Неговата биографија многу ми не ја знаат, чии ученик е, чии се вели тоа и асистент. Едноставно тој ќе ни понуди едно извонредно свое издание, своја представа, свој вид. Затоа следниот ден веќе имаме две представи, како што ви кажав, едната во 19:30 часот. Тоа е, значи, гостинот од Романија. И тука ќе се изненадат малку луѓето, но секогаш следете таа животна линија на Трајче, духовитоста, се вели тоа. А затоа, подоцна, во 21:30, ќе ги видиме гостите од Бугарија. Едно дуо, интересно, секогаш знаеме дека имаме две маски, една комична, една трагична, а што ќе видат посетителите, сами ќе откријат. Така. Веќе следниот ден, во 19:30, ги имаме дуото од Германија, тоа се ете така нови за нас лица, ќе уживаме и во нивната изведба за подоцна, да ги видиме гостите од Србија, плюс театар со постквартет. Квартет многумина актери го имаат видено во драмска форма, но сега да го видиме во оваа форма без зборови, кај се кријат луѓето, односно што е тоа што треба да го откриеме и ние. Така што последната вечер ќе ги видиме и гостите од Србија, каде што Трајче и режираше, ќе видиме нивната представа и ќе бидеме сведоци на доделување на наградата ово годишното издание на Памфис. Да. Што е она што вие би сакале во иднина да му се случи на Памфис? Еве во следното, кога ќе има две единици, два нови почитока, веројатно, така велат. Да, би сакала веројатно поголемо внимание да се посвети пред се од Министерството за култура, од градот Скопје, затоа што е раритетен. Ако 69-та година првпат бил светскиот фестивал во Прага, ние се рамниме со Чешка, со Полска, со Шведска, со Данска, а со парите сме како една десетина, мислам, толку. Не, веројатно не е ни толку. И веројатно не може да ни биде голем чекорот, но затоа велам Трајче е скромен во однос на и на средствата, и на деновите кои се определени. Не можете да правите 3 представи во текот на денот, сепак е премногу, но сметам дека во рамките се движиме во рамките
на дадените средства, дозволеното и понуденото. Да. Има блок влезници, така? Се може да има, така, вратите се отворени, Македонскиот народен театар е отворен за секого, секој што сака може да биде присутен. Билетите се просечна цена 200 денари, така што мислам дека секој е добре дојден. Да, супер. Пред крајот на овој разговор ќе ми кажете која е представа некоја која што вие сте гледале, нели, 10 години заедно со Трајче и со Дарко, како што споменавте, кои се луѓето кои што вие би сакале во иднина да ни се случат или да му се случат на Скопје и на Памфис? Јас би сакала од Грузија да дојде една екипа. Зошто токму тие? Грузија и Холандија, тоа се баш фаворити на Трајче. Веќе 3 години наназад се обидуваме да ги донесеме, меѓутоа средствата се огромни, затоа што тоа е и работата на пантомимичарот е таа. Ке плати неговата земја пат, меѓутоа престојот тука е од нашата страна, но не добиваат надомест за својата работа. И веројатно би сакале една копродукција, тоа исто така е во преговори со Шведска, Македонија и Србија, да се направи. Се надевам дека ќе успееме тоа да го создадеме следната година, да се надевам. Сакам да се надевам, сум оптимист во оваа област. Да, па и Трајче е. Да, се надевам. Да. И имам уште некоја минутка, јас би сакала да се вратиме повторно на ова со глувонимите деца. Значи, какво е вашето искуство? Каков е нивниот свет? Какви се нивните муабети, нели, оние со зборувниот јазик? Тоа е светот на тишината. Треба да сватиме да одбереме доволно реченици, не да говориме. И затоа и нашите глумци во Чехов и во другите представи говорат зошто толку многу да се зборува лоња. Значи треба минимум средства, а глувонемите со ич средства се вели. Како тоа го прават тие? Како е да се работи со нив? Па веројатно е потешко, нормално, тие имаат свој знаковен јазик, тоа е нивниот јазик, но пантомимата е нешто што е над јазикот. Така е. Значи тоа е сценски израз, сценска форма. Така што и тие имаат препреки во текот на подготовката на представата. И мислам дека ќе успееме и со нив да направиме една соработка. Во иднина Скопје и Врање, веројатно сега се јавуваат и други градови и од Србија и од Босна и Херцеговина, кои што сакаат да направат една таква копродукција. Јас знам дека нели секогаш нели секој си има свој избор за тоа кој е најдобар, но постои ли земја во светот која што доминира во однос на пантомимата и физичкиот театар? За сите, за цел свет. Јас мислам дека оние што во својата програма, во смисла на академијата, имаат предмет и имаат класа, а тоа е Бугарија. Веќе се наците останати кои што нема, така. Но затоа другите индивидуално, значи се усовршуваат и си одат на одредени работилници, семинари. Но и за тоа се потребни средства, така. Така е, да. Па добро да ги повикаме сите, отворена е нашата програма, ги повикуваме точно сите. Точно така. 11-тиот Памфис да го направиме сите заедно. И исто така еден повик до студентите кои што завршија исто така пантомима во Софија, во Бугарија, наши македонци, малку да се свртат кон Македонија и да најдат начин како да допрат до нас, до публиката. Точно така. Едноставно издружување е потребно е. Веќе доста ми е од делби. Мислам, секоја организација се дели уште на 5 форми. Секој сака да биде прв или што ли е тоа? Ќе бидеме први ако сме заедно. Да, па добро и тоа го има. Ајде да не ширам муабети, оти сакам помалку муабета, сликата покажува се. Се надевам дека Трајче и прати некој видео материјал. Да, гледаме цело време. Баш се радувам, затоа што сметам дека муабетењето, говорењето е споредна работа. Сликата, сцената, зошто велиме гледам театар, а не слушам театар. Така, да. Ви благодарам за ова гостување. Од 7 до 10 октомври ве поканувам сите вас кои што сакате, може би не знаете дали сакате, видете, па ќе видите дека и следната година ќе бидете повторно дел и од 11-тото издание на театарот на пантомима и физички театар Памфис, кој што следната година веќе ќе има 2 единици зад своето фестивалско издание. Значи, започнуваме
Започнуваме утре? Не, утре веќе. Во колку часот? 18:30. Во 18:30 промоција на книгата. Промоција на книгата, ама нема многу да биде да таа. Во 19:30 веќе е представата. Така е. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам, драги мои, што овие 180 минути бевте заедно. Јас на вистина се расонив, се разбудив, имаше многу интересни информација точно и навремена само за вас, секој работен ден од понеделник до петок во 180 минути. Довидување до понеделник.